Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Почина Владимир Блажев Панчо, вториот вокалист од групата ДНК која настапуваше во дискотеката Пулс во Кочани во кобната ноќ на 16 март. По смртта на Панчо бројот на жртвите како последица на пожарот се искаши на 63. Почина Панчо од ДНК. Вокалот на музичката група 46 годишниот Владимир Блажев Панчо е 63-та жртва од пожарот во Кочанската дискотека. Тој речиси 7 месеци се лекуваше во приватна болница во Скопје од тешки изгореници на рацете и главата. Во пожарот кој избувна за време на нивниот настап во март годинава, животот го загубија и Андреј Ѓорѓиевски од дуото ДНК, придружниот вокал, тапанарот, гитаристот, како и членови на техничкиот дел од групата. По веста за смртта на Блажев, бројни музичари, спортисти и негови соработници изразија сочувство преку социјалните мрежи. Групата ДНК, која беше формирана пред речиси 25 години, освен по својата популарност на музичката сцена, препознатлива беше и по бројните хуманитарни акции за помош на тешко болни и ранливи категории на граѓани. Сочувство за смртта на Панчо изрази Издруженијето на граѓани 16 март од Кочани. Ова не е само број, ова е живот одземен, живот што носеше радост и надеж. Колку уште семејства ќе бидат погодени од оваа трагедија, правдата мора да се извојува. За Панчо, за секоја жртва, за секој млад човек што беше одземен, за секој родител што плаче, пишува во објавата на Здруженијето. Со истрагата за пожарот во Пулс беше опфатен и Панчо, но постапката беше прекината додека трае неговото болничко лекување. Јавното обвинителство ќе издаде наредба за обдукција на лицето за кое постапката беше времено прекината токму заради здравствената состојба, информираше јавното обвинителство. Во меѓувреме се чека стартот на судењето за случајот во кој обвинети се 34 лица и 3 фирми. Сите се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Поранешни министри, градоначалници, директори, собствениците на дискотеката, фирмата за обезбедување се гонат дека ја допуштиле незаконската работа на објектот, кој во март годинава целосно изгоре откако за време на настап на групата ДНК беше активирана пиротехника. Загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат денеска во вонреден надзор на неврологија. Ќе разгледуваат документацијата дали и какви прегледи имал доктор Игор Кузмановски, кој на снимки објавени на социјалните мрежи во домашни услови меша кокаин и коментира за квалитет на дрога. Премиерот Мицкоски вели од тоа што се случило нема враќање назад. Според министерот за здравство, една од можностите за токсиколошки тестирања на здравствените работници е со најавените законски измени. На моменти на слабост имал директорот поранешен. Предпоставувам тоа ќе го следи него во текот на неговиот живот и тоа е негова приватна работа. Тука немам што да кажам. Ние како влада тоа што требаше да го направиме, го направивме и реагиравме веднаш, откако оној нелегален материјал се појави на социјалните медиуми. Ние имаме 12 работни групи кои што работат, како што знаете, на менување или синхронизација на тие закони за да не бидат во колизија помеѓу законите. И една од можностите која што ќе ја разгледаме дали може во некој од законите да биде, ќе биде и тој член од закон. ЕУ ризикува со процесот на проширување. Интеграцијата на Македонија не треба да се злоупотребува со политички спорови. Од Скопје го критикува Брисел словачкиот председател Петер Пелегрини. Ваквите пораки стигнуваат во пресрет на утрешната посета на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен на Скопје. Македонската председателка Силјановска Давкова очекува конструктивни разговори, но намаса да се најде и прашањето со Бугарија за кое Македонија има аргументи. Владата пак очекува реафирмација на позициите дека наша стратешка цел останува членството во ЕУ. Премиерот Мицкоски се надева на таков сигнал и од Брисел. Постојано се појавуваат нови услови и искрено ЕУ прави голема грешка
затоа што ЕУ не може да ја изгуби оваа динамика. Стапниот процес за вашата земја треба да се заснова само на исполнувањето на критериумите и ниту една земја не треба да го злоупотребува тоа и при тоа да го забавува вашиот процес на пристапување, што е речиси еден вид уцена. Очекувам да се спомене и ова прашање. Ние од секогаш сме биле спремни да разговараме со аргументи. Ние од секогаш сме мислеле дека бугарскиот народ ни е близок. Бугарската држава била првата што не признала без никакви условувања, не случајно, значи, и затоа јас понекогаш сум изненадена од сегашното политичко поведение. Нашата стратешка цел останува полноправно членство во рамките на Европската Унија. Некако изминативе 25 години како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку да остане од тоа достоинство тој образ, чекорејќи кон тој пат. Се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската Унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ. Везилка е името на првиот национален центар за вештачка интелигенција, која треба да биде дел од европската мрежа на вештачка интелигенција фабрики со директен пристап до европските суперкомпјутери. Финки го доби проектот од ЕУ вреден 6 милиони евра, кој вчера го најави и председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Центарот ќе биде придружна единица на европската АИ фабрика Фарос во Грција. Прва задача ќе биде подготовка на јазичен модел, кој ќе биде полнет со македонски документи, текстови и содржини, со цел тие да бидат главните извори, но и вештачката интелигенција да може во целост да ги разбере македонскиот јазик, култура, законодавство и генерално македонското општество. Јазичен модел ќе се извршува на нашите сервери, всушност ќе задржиме нивото на приватност, на суверенитет и така натаму и така натаму. Верувам дека со овој проект, со Везилка, во сите овие области, почнувајќи од јавна администрација, во здравство, во енергетика, во земјоделие, ќе направиме значаен исчекор во подобрување на продуктивноста и зголемување на потенцијалот на македонската економија во сите овие области. Освен инфраструктура, Везилка ќе создаде и центар за обука и тренинг во областа на вештачката интелигенција. Планирано се спроведуваат обуки, едукативни програми и практични проекти со цел да се развијат вештини и знаења за новата дигитална економија. Ова инвестиции во луѓето, во студентите, во истражувачите, во професорите, во професионалците, во претприемачите, кои ќе ја водат Македонија во следната дигитална декада. Почитувани, создавањето на Национален центар за вештачка интелигенција е дел од нашата поширока визија. Македонија да стане дигитално суверена држава со силна научна и иновацијска основа. Предизборниот карван на ВМРО ДПМН денеска е во Кратово, Ранковце и Крива Паланка. Лидерот на партијата Мицковски од Кратово го обвини Филипче дека никогаш не бил со народот, туку со Заев, и народот кој ги гледаше како крстарат со луксузни јахти по Егејското крајбрежје. Кандидатот за градоначалник Тодорче Николовски ги наброја проектите со кои бара нов мандат. Филипче вели дека кога било најтешко, бил со народот, што не е вистина и сите вие тоа го знаете. Тој бил со неговиот ментор и гуру од Струмица. И тие заедно двајцата како тандем го донесоа најтешкото време за целиот народ. И кога беше најтешко, и кога народот буквално мачеше како да го помине денот, нив ги гледавме како се луксузираат на скапо платената јахта крстарејки по Егејското крајбрежје. И сите знаат дека дебело ќе загубат, а председателот на СДСМ Венко Филипче не може ниту сопствените пратеници да ги убеди, па затоа многу тешко можете да видите пратеник од коалицијата која што предводи СДСМ на митинзите кои што ги организира СДСМ и коалицијата. Тие се што прават во нивното политичко делување е деструкција, креирање на лаги и безмислена злоупотреба на човечки судбини.
Со бројните културни избиднувања и фестивалот Златни денови станавме препознатливи во регионот и бележиме рекорди и бројки зголемени во посета на туристи, а работевме и на подобрување на животот во селските и рурални средини, подршка на младите, старите лица и ранливите категории. Меѓутоа, пред нас стојат уште многу предизвици, започнати активности и проекти кои ќе значат подобар живот за сите нас. Предизборните митинзи на СДСМ денеска се во Новац и Ресен и Битола. Председателот на партијата Филипчо од Ресен обвини дека локалната власт на ВМРО ДПМН изминатите 4 години наместо раст довела до застој на општините. Кандидатот за градоначалник Александар Бузлевски се осврна на образованието и подобар живот и за старите и за младите. Задача да го сочуваме домот и да не дозволиме да биде уништено она што сме ограделе со децении. Бидејќи изминатите 4 години локалната власт на ВМРО ДПМН и година и пол нивна централна власт не донесоа ништо добро за граѓаните, резултатот им е чиста нула. Нито еден нов проект, нито една нова инвестиција, нито една реална мерка што го подобрува квалитетот на животот. Празни ветувања и безидејност. Застој, запуштени општини, заборавени граѓани. И овде во Ресен многу јасно се гледа нивното неработење. Погледнете што денес, после 4 години, што ветува, а што се направи. Сите вие очекувавте развој, а добивте застој. Се што ветија, остана само на хартија. Ги нема новите стопански комплекси, нови инвеститори во туризмот, нема реконструкција на водовод, канализација. Од овие избори зависи каде ние сакаме да ја видиме преспа. И во каква преспа сакаме да живееме. Сакаме да живееме во преспа, во која ќе се работи домакински и секој денар ќе биде планиран и заштеден за да се обезбедат средства за децата и пензионерите. Преспа во која ќе има квалитетно образование со средени училишта, униформи за учениците и стипендирање на најдобрите талентирани ученици. Во продолжение предизборните пораки од кандидати на помалите политички партии. Оваа локација која што се простира на 86.000 квадратни метри ја предлагаме за новиот Скопски експоцентар или новото Скопско сајмиште, каде што според неговата стратешка положба која што во непосредна близина се наоѓа Скопската обиколница е лесна за пристап на сите капацитети кои што би доаѓале овде да ги изложуваат на настаните своите производи и продукти, како и индустријската зона во Избегово, така да ова би добило една комплетна целина. Да го сочуваме и искористиме како градителско наследство кое може да добие поинаква функција пропаднатите индустријски и стопански капацитети, какви што се, например, магазините на Славија во кисела вода. Наместо да ги уриваме и преку нив да градиме колосални стамбени објекти, да ги пренамениме во простор за алтернативна културна сцена, креативна индустрија и функции наменети за младите. Гасификација и енергетска ефикасност во училиштата за подобри услови и пониски трошоци. Спортски игралишта и уредени дворови во секој училиште со можност за училници на отворено. Технолошки интеркултурен центар во целосно реконструиран дом на пионери 29 ноември. Итно затварање на постојната дива депонија, расчистување со криминалот и одговорност за системско труење на стружани, еколошки и одржливи решенија за реупотреба на отпадот. Компостари за биоотпад од затворен тип во секое мало, што ќе бидат достапни за секој домакинство. Целосно ќе се реновира железничката станица во Скопје. Планот е реконструкцијата да биде завршена најмногу за 6 години. Железничкава станица не може да биде турбо-фолк хаб во државата. Нормално, може да има содржини од општествен, можам да кажам, интерес, нека има аптеки, нека има некоја цветјара, нека има комерцијални содржини кои што се општо прифатени секаде во свет. Но доградби, некои кебапчилници и ред други работи кои што мирисат внатре во станица, со новиот проект нема да бидат дозволени за финансирање. Или ќе се оди со државниот буџет,
Втора опција да се направи заем на класичните заеми до сега што ги имаме со ЕБРД, со ЕИБ, со комерцијални банки, но не е исклучува можноста оваа железничка станица да влезе во стратешкото партнерство со Велика Британија. Она што го планираме е да го заживееме пред се просторот на оваа платформа, за која што сметаме дека има голем капацитет да стане еден социјален хаб. А тоа значи да абсорбира содржини кои што ќе бидат културни содржини, кои што ќе овозможат одвивање на настани на оваа платформа, ќе ја збогатиме естетски таа платформа. Довесете во 20